Продолжувањето на земјоделските договори за користење на државно земјиште со анекс е неможно, реагираше денес министерот за земјоделие Љупчо Николовски, демантирајќи го неговиот технички заменик Цветан Трипуновски, кој го тврдеше спротивното. Мислам дека има многу лоши советници и дека воопшто не го познава Законот за земјоделско земјиште, заради тоа што во Законот за земјоделско земјиште кој што е донесен во 2007 година и каде што предвиделе дека на земјоделците може да им бидат продолжени договорите кога ќе истечат, а денеска почнуваат да истекуваат тие договори од 2008 на 5, ние променивме да тоа може да биде на 15. Ние променивме, повторно ќе повторам, во интерес на земјоделците тоа продолжување да биде по истите цени кои што биле и тогаш, и постапката е многу јасна во законот кој што е донесен од 2007 година. Во последните 6 месеци треба да од истекот на договорите треба да се поднесе барање, земјоделците изработуваат елаборати, поднесуваат цела документација, Министерството спрема обемна информација, значи за секој еден договор кој што треба да биде продолжен. Се подготвува информација на влада. За Николовски не е точен ниту изнесениот податок од Трипуновски дека минатата година останале непродолжени 129 договори. Ноторна лага е дека договорите од Свети Никола се раскинати. Нема ниту еден договор и ја го повикувам дополнителниот заменик да извади факти како што ќе извадам јас денес и да покаже еден договор кој што е раскинат и на кој што е потпишан министерот Љупчо Николовски. Нема таков договор. Двајцата први луѓе на Министерството за земјоделие денес беа во Свети Николе, остварувајќи одвоени средби со земјоделците од Сдруженијето Овчеполски фармер, на кои договорите им се истечени, со што се ставени во крајна неизвестна состојба. И едниот и другиот има диаметрално спротивни ставови како нивниот проблем може да се реши.